Благодарам, председателе. Почитувана колешка. Јас би се сложил со вашето излагање ако навистина заложбите на Министерството се такви како што вие сакате да ги представите. Но во пракса воопшто не е така. Значи, пред малку самиот министер рече дека една огромна процедура за да се проверат документи, да се види дали некој лично се исполнува услови за директор. Не се сложувам со тоа, затоа што тоа се одреден број на документи. Значи, дали завршил високо образование, дали имал 5 години работно искуство, дали држављанин на Република Македонија, така натаму. Значи, некои документи за кои што многу малку време е потребно за да се направи тоа. И затоа вие го наградувате оној работник со 1/3 од просечна месечна плата, а на директорот кој што вие ги спомнавте сите оние работи со кои што го задолжувате. Значи, огромна одговорност да води колектив од 40, 50 до 200 и повеќе вработени, да одговара пред сите законски институции и пред оние инспектори кои што ги посетуваат, значи, за некој скромен додаток од 3 до 6.000 денари. Исто така, со кое право во самиот правилник велите дека за да се пријави за испит за директор, треба да поседува меѓународен сертификат за познавање на англискиот јазик. Зошто на мала врата го официализирате англискиот јазик кој што воопшто не е во официјална употреба во Република Македонија? Зошто не им дозволувате на луѓе кои што немаат англиски јазик, слушале француски или некој друг јазик, исто така да се пријават? Значи, сега мора да се пријави да учи курс по англиски јазик, па да полага на одредена институција. И од тоа што ви го говорам, значи се гледа дека всушност е некој друг економски интерес на прво место, а не интересот за подобрување на обуката кај овие кандидати за директори, да тие успешно да ги водат воспитно-образовните институции во Република Македонија. Значи, во никој случај не можам да се сложам со вашето убедување дека се подобрува начинот, се олеснува начинот за добивање на овој сертификатно со лиценца за директор преку усовршување на методите, модулите кои што ги посетуваат. Воопшто не исти се тие 6 модули кои што беа и во првата генерација на директори кои што полага. Значи не е променето тоа. Значи можеше да се воде некој модул како што е ИКТ и така натаму, значи кој што ги има во другите соседни држави каде што исто така се полага за лиценца за директор. Но овдека станува збор само за еден економски интерес на одредена група на блиски соработници, дали на владата или на министерот, кои што ќе се здобијат со одредена финансиска поддршка и затоа ние не можеме да поддржиме вакво нерационално трошење на буџетските пари. Благодарам. Благодарам, господја Ласовска Благица, контрреплика. Колега, ќе се задржам само на 3 аспекти од вашата реплика. Како прво, очигледно дека не сте не следеле додека не бевте овде во собранието, задолжителниот англиски е изменет, односно донесовме пратениците една одлука дека ќе важи за сите, па и за директорите, 1 година после влегувањето во Европската Унија. Тоа е една работа. Втора работа. Лична одлука е на секој човек, на секоја индивидуа да се пријави, односно да се одлучи да биде директор во било каде, па и во основно и во средно училиште. Штом веќе се нафаќа да врши таа функција, тој треба да ги знае сите предизвици со кои што ќе се соочи. Немам време да ви кажам и за третата, но добро, се надевам дека ќе реплицирате на колешката, па ќе се докажем. Ви благодарам. Господја Дамчевски Илиевска Весна има збор, повелете.